Јасмина Костадинова, иако немала подпишувачка улога во доделувањето на ИПАРД фондовите, добро ги знаела процедурите и така учествувала во паралелен систем за незаконско распределување европски пари. Договорот бил да добија 20.000 евра за да посредува фирмата на екс-министерот Џевдет Насуфи да ги добија парите од ИПАРД фондовите. Призна дека примала награда за противзаконито влијание и доби 10 месеци затвор. Судот го ценел признанието, но и дека станува збор за злоупотреби со европски пари со кои треба да се поддржи развојот на македонските земјоделци. Ќе и бидат конфискувани 8.000 евра за кои не докажала потекло и мобилните телефони. Ја злоупотребила довербата на граѓаните во државната администрација и го нарушила угледот на институцијата, иако не е примарен доносител на одлуки, улогата на обвинетата како вработена во ова министерство е клучна во синџирот на корупција, односно обвинетата ја искористила својата внатрешна позиција и познавањето на процедурите за да овозможи заобиколување на законските критериуми, со што директно го подкопала авторитетот на државната администрација. Обвинителството за жалба пред апелација ќе одлучи откако ќе ја прочита писмено првостепената пресуда, а барањето за продолжување на куќниот притвор судот го прифати. Би можело, согласно закон, оваа казна да биде и уште повеќе ублажена, така што да не прејудицираме која би била висината на казната, апропо изречената мерка куќен притвор. И затоа во ова не би навлегувала и мајки предвид, значи дека изречената денес пресуда не е правосилна. И одбраната не знае дали ќе обжали пресудата. Според нив, иако само 2.000 евра се пари од кривичното дело, судот се одлучил на конфискација на сите кои биле одземени во ноември кога беше уапсена. Беше невозможно да се докаже во потеклото на парите, иако го има, но дали ќе се жалиме на оваа околност, навистина не знам. Јас ви кажав, зависно од писмениот отправок на пресудата и причините во неа, ако се жалиме, ќе се жалиме на сите основи и сите околности. За останатите обвинети продолжува судењето. Прво обвинет е екс-министерот за локална самоуправа Џевдет Насуфи, кој давал вкупно 50.000 евра да му биде доделен грант од ИПАРД, иако неговата фирма Сигнас Агро не ги исполнувала условите. Обвинети се и други службеници вработени во фирмата Насуфи, како и екс-директорот на платежната агенција Илија Стоилев.